Буџетот се празнил без мерка. Власта предизборно за 4 месеци прокнижила дури 313,5 милиони евра под ставката други трансфери. Државната каса повеќе се празнела отколку што се полнела и е во лоша кондиција. Алармантни податоци изнесе дополнителната заменичка министерка за финансии Елена Петрова. Според последните податоци на Министерството за финансии пак, реализацијата на расходите и речиси 33%, а капиталните расходи само 18%. Кон невладини организации исплати 3,3 милиони евра, што е повеќе за над 80% во однос на она што владата на ВМРО-ДПМНЕ го исплаќаше просечно за цела една година. Исплати 11 милиони евра по извршни исправи. Ова е скоро двојно повеќе од износот што го исплаќаше владата на ВМРО-ДПМНЕ за цела една година. Потроши за разни трансфери 154 милиони евра. Овој износ е повеќе за 14% од она што владата на ВМРО-ДПМНЕ го исплаќаше како разни трансфери просечно во тек на цела една година. Двојно повеќе потрошила владата на СДСМ и ДУИ во периодот од 2017 до 2023 во однос на 2008 до 2015, а приходите пак не растеле. Власта трошила повеќе за тековно работење, а ни во целиот мандат немало раст на капитални расходи. Значи со самото доаѓање на владата на СДСМ и ДУИ почнало расфрлањето на буџетските пари, односно за 3 години од 2017 до 2019 под ставката други трансфери се потрошиле 1,7 милиарди евра. Петрова најавува детални анализи и внатрешни контроли, како и проверки од надлежни органи, за да има одговорност за тие кои го донеле фискалниот простор во таква состојба. Во овие 7 години владата во заминување потроши 77,7 милиони евра повеќе за субвенции за јавни предпријатија, 20,8 милиони евра или двојно повеќе за трансфери кон невладини организации, 44 милиони евра повеќе за плаќање по извршни пресуди, 1 милиарда и 100 милиони евра повеќе за разни трансфери. Ова за 7 години во однос на трошењето на претходната влада на ВМРО-ДПМНЕ за 9 години. Ваквите бројки не се изненадување ако се знае дека низ годините имаше низа скандали и афери, како оној кој моментално ја бранува јавноста со исплатите од Агенцијата за млади и спорт, кој според извештајот од Петрова се значаен дел од трансферите во изминатите 4 години. Од трошењето на народното, народот не видел ќар ако се знае дека 600.000 живеат само со 150 денари на ден.